среќен празник, да сте здрави и живи, многу години да го славите. Целта на нашата посета е да видиме во какви услови живеат ромите, одредени семејства, да им го честитаме празникот пред се, Курбан Бајрам, да им посакаме добро здравие, подобар живот. Хвала, да сме драги да ви здравите. Кај нас исто така Курбан Бајрам, кога дојде, пример, сабале ќе се стане, ќе се кашата да е очистена, да се береш децата, да се направи еден ручок и после ручокот да излезеш да идеш кај некоја фамилија, пример, кај мајка ми или кај татко ми. Да, да идем честиташ, да им цалниш рака, ако сме били скарани да се погодиме. Прави се баклава, зависи. Сега понапреде старите сукаше ја дома, сега има готови кори, па зимат, па направат, али важно прават. Без баклагија не е. Ние сме дојдени тука, ако можете да ни објасните како настанал празникот Курбан Бајрам, со кои обичаи се сретнувате кај него и како го прославувате. Курбан Бајрам фактички тоа представува Хадж Бајрам. Хадж Бајрам или Курбан Бајрам се прославува кога аџиите одат во Мека на аџилук. Тој бајрам, значи како што реков, трае 7 дена, за разлика од рамазанскиот бајрам кој трае 3 дена. Курбанскиот или Хадж бајрамот почнува од кога нашиот пророк Мухамед ја завзел Мека и тука почнале, значи, да прават аџилук и од тогаш почнува да се слави овој бајрам. За Курбан Бајрам, за вашиот празник, ручекот рековте дека е свечан. Со што изобилува? Секогаш на трпезата има месо и пилешко, некогаш кога се коле мора да има тај да ставиш особено овчо и така, нешто мелина кој како сака. Или сурли, тама мора да направиме. Обично чорба, супа, право се дава, па исто кој се сука дома, баница. Кој знае, кој не знае, купиш кори, наредиш и обично мора да има баница, и месо, и благо, покрај баклавата и друго благо, па некоја кифла. Нешто што имаш дома да наполниш масата за да ти биде полна и вика това е късмет за цела година. Сакам да ве прашам, кој не смее да држи Рамазан? Не можат да постат старите изнемоштените лица, болните, значи кои имаат редовна терапија, тие веќе не можат да постат и не треба да пости бремените жени, трудните жени, значи, и не треба да пости човек кој патува повеќе од 40 км. Значи, кога ќе излезеш на пат за време на Рамазан, ако повеќе патуваш од 40 км, тука веќе пост нема.